7 јули 2016 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Градоначалникот на Кавадарци Александар Панов денеска одговори на обвинувањата изнесени на пресконференција од СДСМ за проектот зонско паркирање. Панов вели советникот Горан Белевски и СДСМ ја замајувале јавноста и изнесе детали околу постапката за зонско паркирање. Рече дека целокупната документација од постапката за зонско паркирање ќе била поставена на интернет страницата на општина Кавадарци. Причина за моето денешно обраќање е вчерашната пресконференција на Социјалдемократскиот сојуз или на така наречениот советник од Социјалдемократскиот сојуз Горан Белевски. И најмалце би сакал да го удостојам со моја пресконференција, меѓутоа ова пресконференција е викната за да се појаснам и да одговорам пред клеветите изнесени од страна на советникот, а да го објаснам пред граѓаните. Имено на самата пресконференција беа наведени безброј небулози и невистини, и тоа од една и едноставна причина, тоа е Кавадарци и понатаму да нема организирано паркирање, што беше идеја од самиот почеток. Бев во заблуда на самиот почеток при реализација на овој проект дека Социјалдемократскиот сојуз ќе има проактивен однос, не само за овој проект и за сите проекти кои што беа во мојата програма, и затоа беа и активни чинители и членови на сите комисии. Дури беше предложено од моја страна да бидат и председатели на тие комисии, со цел да обезбедиме дополнителна транспарентност. Очигледно се работи за два концепти, или првиот комуњарски концепт кој што подразбира приоритет на јавните предпријатија, кои што се во пракса докажани како неуспешни, што е доказ пример Струмичкото комунално предпријатие, кое што плива во долгови, а доказ беше и комуналното предпријатие на Кавадарци, кое што го наследивме со над 1 милион евра обврски, и тоа се заради политиканство и ненаплата на своите побарувања спрема граѓаните. Би сакал да одговорам на неколку прашања поставени, односно дилеми и клевети кои што беа изнесени од страна на советникот, а истовремено и да ви посочам на сите кои што се заинтересирани дека целата студија од јавното приватно партнерство за паркирањето во Кавадарци, како и сите дописи и преписки од страна на заинтересираните компании и одговорите од изготвувачот на студијата, тоа е Центарот за економски анализи, ќе ви бидат достапни на сајтот на општина Кавадарци, за да ја видите вистината која што е на наша страна, а не клеветите изнесени од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Во обраќањето од страна на советникот имаше прво ноторна лага, кој што е плод или на неразбирање, или пак на манипулација со јавноста, а тоа е дека ќе се плачаат 300 за еден автомобил и 500 денари за два автомобили, и тоа месечно. Да го исправам советникот, се работи за годишен надомест, не за месечен надомест, и пак ќе повторам, најверојатно се работи за неукост или непрочитаност на студијата, во што се сомневам, најверојатно се работи за манипулација со јавноста. Втората работа е процентот кој што ние како општина би го имале, а тоа е наместо 15, 12% на комунална такса. За компарација, комуналната такса во Струмица е 10%, значи ако 12% се малку како полнење на буџетот на локалната самоуправа, тогаш не верувам дека 10% на Струмица се повеќе. И сето тоа е во рамките на законот, бидејќи законодавецот предвидел комунална такса од 10 до 20%. 12% се во законот, во законските рамки. Тука кај мене га имам и амандманите кои што беа поднесени инаку од една од претходните седници од страна на СДСМ и НСДП, и овие ќе бидат објавени на сајтот на општина Кавадарци, за да видат што тие се предложили и што се е усвоено од страна на локалната самоуправа. Оние цени за резервирање, а тоа се 45.000 за годишна резервација, 30.000 и 20.000 се предлог или на советникот Белевски или на неговата советничка група, прифатен од мене како предлагач и од советниците на ВМРО-ДПМН. А од тука може да се види дека тој ги предложил, ние сме ги усвоили, и сега во пресконференција истите ги негира како голем износ, а тоа е негов предлог. Во врска со
другите наводи би ве упатил бидејќи студијата е сепак обемна, меѓутоа би сакал да ги упатам и советниците на Социјалдемократскиот сојуз и сета јавност од припадници и симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз. Изготвувач на оваа студија која што беше предмет на носење на одлука и мој предлог до Советот на општина Кавадарци е господинот Маријан Николов или тесен соработник на Слајџана Тасева или представници и главни креатори на одредени економски политики на Социјалдемократскиот сојуз или така наречениот Центар за економска анализа. Овие луѓе или Маријан Николов можете да го сретнете скоро секоја недела на Телма и на 24 часа, нивните телевизии кои што ги промовираат токму овие вредности. Негирањето на оваа студија значи негирање на овие луѓе кои што кажав дека се опозиционо настроени, меѓутоа во една демократска постапка си добиле тендер во општина Кавадарци и истиот го изготвиле. Исто така, повикувањето на криминал е напад и на службите на локална самоуправа Кавадарци, а тоа се да ве подсетам сите служби кои што јас ги наследив. Значи, тие не се членови, нити пак симпатизери на ВМРО ДПМН, туку се луѓе кои што си стојат за својата професионалност и внимаваат да не дојдат на забот на заканувачите од Социјалдемократскиот сојуз. И когаш нека и заканите, би сакал, еве јавно да упатам покана со алва и со локум до сите јавни обвинителства во Република Македонија, до СЈО посебно, и до секое јавно обвинителство нека го донесат и од Тонгузија за да час побргу направат увид во целата постапка за јавно-приватно партнерство, за паркирањето. Инаку, мој впечаток е дека покрај моите настојувања Социјалдемократскиот сојуз преку нивните советници да имаат учество во овој процес, за да биде што е можно потранспарентен, беше злоупотребен. И токму заради тоа и заради такви слични примери не учествувам на нивните седници, каде што претходно сум се обидувал да ми го сменам мислењето со безброј аргументи кои што сум ги изнесувал. Бев советуван да не го правам тоа, меѓутоа бев упорен во тоа дека постои човечност во таа работа. Меѓутоа постоел само ајваллак и чисти партиски интереси. Би сакал на крајот да ги замолам сите граѓани да мавнат едно око на нашата студија или студијата подготвена од Центар за економски анализи и сите цела кореспонденција. Исто така да подсетам дека нема поевтино од бесплатен паркинг. Кавадарци користи бесплатен паркинг, постапката ја тераме скоро 2 години, граѓаните паркираат на изградената катна гаража без да платат ниту банка за тоа. Меѓутоа, многу поголема е грижата на оние кои што сакаат конечно ред да се створи во паркирањето во Кавадарци, отколку оние кои што сакаат безочно да се додворуваат до граѓаните. Инаку, како пример на безочност е нивното претходно излегување на медиуму дека ќе го укинеле екстерното оценување. Кога јас би бил министер за образование, би укинали четврток и петок да не се учи, па да видиме тогаш на чија страна ќе бидат среднистите и на чија страна ќе бидат сите кои што се во образованието. Тоа не е начин на борба против политичкиот противник, тоа е чист популизам и токму заради тоа ја користам оваа шанса да ги повикам на еден од последен од моите повици да се свестат бидејќи работат не за интерес на граѓаните и на Република Македонија, туку работа за туѓи интереси и за чист популизам. Портпаролот на општина Неготино Мето Димитрев денеска одговори на обвинувањата изнесени на пресконференција од страна на претседателот на општинската организација на СДСМ Неготино. Во врска со деновиве одржаната пресконференција на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за Неготино, во име на општина Неготино би сакал да го истакнам следното. Проблемот со водоснабдувањето во Неготино не е од вчера. Проблемот со водоснабдувањето е стар и се провлекува со децении и тоа близу 70 години. Ако бил така решлив овој проблем, досега ќе бил решен и ние ќе сме имале доволно вода за пиење. Токму затоа се поставува прашањето зошто во изминатите децении локалната власт на СДСМ не пробала и не се обидела да го реши овој проблем, туку е оставен да го решава моментално актуелната власт со градоначалникот Ванчо Апостолов.
Кога сме кај водоснабдувањето, да кажеме една максима дека повторувањето е мајка на знаењето, па токму затоа да повториме неколку проекти за кои верувам дека граѓаните знаат, но кои што се реализирани, се реализираат и че се реализираат се со цел за подобрување на водоснабдувањето во градот Неготино и во дел од населените места. Имено една од најреномираните светски 10 светски фирми, ИМГД од Хрватска, пред известен период изврши хидраулично регулирање на притисокот на водата за пиење во Неготино, при што протокот од 10 е намален на 3 до 4 бари, имајќи предвид дека тој проток од 10 бари предизвикуваше пукање на старите и дотраени азбестни цевки постари од 70 години, и со тоа се одлеваа огромни количини на вода за пиење непотребно, наместо да доаѓаат до домовите на граѓаните. Второ, со средства од Светска банка се врши и ќе се врши замена на реконструкција, односно реконструкција на водоводната мрежа на улици во Неготино. До сега е завршена реконструкцијата на 6 улици, а наскоро треба да започне реконструкцијата на уште 4 улици со замена на старата водоводна мрежа од азбестни цевки, која научно е докажано дека е штетна по здравието на луѓето, со нови цевки кои што ќе овозможат водата да не бега како што тоа беше случај досега, туку да доаѓа до домовите на населението. Исто така, со средства од Светска банка се гради резервоар за вода за пиење во Тимјаник со капацитет од 500 метри кубни, и тоа со двоен ефект. Обезбедување вода за населението од Тимјаник, како и обезбедување вода за жителите од горните зони, високите зони кои што живеат во општина Неготино, односно во град Неготино, и кои што имаат проблем со водоснабдувањето. Исто така, се гради и резервоар за водоснабдување во село Пепелиште со капацитет од 250 метри кубни, капацитет што е 4 пати поголем од потребите на местното население и правните лица од Пепелиште, што значи дека еден дел од водата од Пепелиште ќе доаѓа и за потребите на град Неготино. А ако се сеќавате, се изврши и замена на водоводната мрежа кај Дуброво во должина од 2,5 километри, каде што во водоводниот систем беа вратени 25 литри вода во секунда, кои сега доаѓаат во домовите на семејствата. Во соработка со јавното претпријатие Комуналец од Неготино, континуирано се врши замена на старите со нови автоматизирани водомери, додека паралелно тече и акција за поставување на водомери кај оние семејства кои досега паушално плаќале или воопшто не плаќале вода за пиење, со што на еден начин ќе се стави ред во водоснабдувањето и секој ќе си плати онолку колку што потрошил вода. Пред известен период, со цел за подобрување на водоснабдувањето, беше надграден постоечкиот паралелен систем за наводување на дворните површини со 1 километар нова мрежа од потегот од црквата Свети Атанасиј па се до населбата Саат Кула, со единствена цел и жителите на оваа населба да располагаат со вода од паралелниот систем за наводување на дворните површини, а за возврат за тоа да ја штедат и да имат повеќе вода за пиење. Би сакал во оваа прилика да кажам дека, односно да го повторам она што градоначалникот Апостолов на неколку пати го има кажано, дека со реализацијата на овие и со реализацијата на останатите проекти кои што се во тек, тој тврди и е убеден дека Неготино во догледно време ќе има 24 часовно водоснабдување. За волја на вистината и сега кога температурите се до 30 и некој степен, имаме целодневно водоснабдување, освен во ноќните часови кога треба да се наполнат резервоарите за наредниот ден, меѓутоа против природата не се може кога температурите се над 40 степени, доаѓа до енормна потрошувачка на вода, а тие се 80 литри вода кои што доаѓаат од лукар и мора да порационално да се троши водата. А со овие сите проекти, како што реков, убеден сум и јас и локалната самоуправа и градоначалникот Апостолов дека Неготино ќе има 24 часовно водоснабдување.
Директорот на водостопанство Тиквеш Љубе Димов денеска информираше за активностите кои ги спроведува водостопанство. Интензивно се работи на акцијата за потпишување договори со земјоделците за добивање на вода за наводнување, како и чистење на каналската мрежа. Од 2015 година владата на Република Македонија донесе нов закон за водостопанствата, односно се формира ново АД водостопанство на Република Македонија во државна собственост, се со цел за да може благовремено и навремено да се види моменталната ситуација каква е со останатите водостопанства на територијата на Македонија, во каква состојба му е нивната инфраструктура и каква е моменталната состојба при доставување и дистрибуција на вода до крајните водокорисници. Се увиде дека самите водни заедници кои беа формирани на териториите на сите водостопанства се покажаа дека не можат благовремено и навремено да дистрибуираат вода до крајните потрошувачи, при што се јави и проблем и во одржувањето и на самата каналска мрежа и на дистрибуција на водата и по секундарните и примерните канали. Заради тоа се изврши таа трансформација, се формира ново АД водостопанство на Република Македонија, каде што постоечките водостопански предпријатија прераснаа во поддружници на АД. Која е целта и работењето моментално што се работи во нашето водостопанство? Значи, во тек е акција за потпишување на договори од страна на водокорисниците, со тие договори ние како водостопанство им гарантираме на луѓето дека ќе добијат благовремено вода за наводнување. Значи, со укинувањето на водните заедници, територијата на покривање на водните заедници ја презема самото водостопанство, така да луѓето кои што беа ангажирани од самите водни заедници, истите тие луѓе продолжија да работат и во самото водостопанство. Меѓутоа, во оваа година се како сезонски работници, меѓутоа во наредната година се очекува да се реши трајниот статус на овие вработени лица. Во делот на чистењето на каналската мрежа, морам да кажам дека во изминатите години, заради појавување на високите температури и појавувањето на алги во самата каналска мрежа, водостопанство Тиквеш постојано во овој период врши нивно очистење за да може да се изврши дистрибуција на водата до крајниот водокорисник, бидејќи пропуснатата моќ на самите канали се намалува. За разлика од изминатите години, оваа година водостопанство Тиквеш презема еден друг теак на чистење на каналите, за да не ги оставиме во ист период целата територија без вода за наводнување. Оваа година се почна со селективно чистење на посебни краци. Значи, во изминатите денови се изврши комплетно чистење на алгите и на вегетацијата од каналската мрежа на каналот 37. Во изминатите и е пуштена во текот на вчерашниот ден, пуштена е вода по истиот канал, така да во овие денови очекуваме да се сопри водата и да се почне со чистење и на десниот магистрален канал, тоа е потекот од селото Тимјаник до селото Требник. Во делот на инфраструктурата и кои мерки водостопанство Тиквеш досега ги има преземено. Морам да му кажеме до јавноста дека водостопанство Тиквеш во овој период ќе распише тендер за комплетна реконструкција на пумпната станица Марина. Тоа се работи за високите делови на општина Неготино, местото каде што е Дисан и Тимјаник, како и поголем дел на Виларов, и на тој дел се наводнува некаде околу 1000 хектари лозови насади. Зошто се работи и ова чистење на каналската мрежа и недостаткот од вода? Значи, тоа не е проблем сегашен, бидејќи се работи за монокултура. Оваа територија подлежи некаде од 80% е само со лозов насад. Сите водокорисници сакаат во ист период да ги навадат своите лозови култури, меѓутоа во тој дел не може да се изврши комплетна дистрибуција на мрежата. Затоа водостопанство Тиквеш прави рестриктивни мерки, определени линии врши нивно сопирање, се со цел да може благовремено сите да можат да навадат. Една од другите активности која водостопанство Тиквеш ја презема е и комплетно реконструкција на десниот магистрален канал од Тимјаник до Тремник. Значи се работи за проект во вредност од 72 милиона денари и е во должина од 16,5 километри. Значи, постапката е во тек. Во 2016 година треба да се распише тендерската документација, да се избере најдобар понудувач и да се почне со активности. Исто така, на левиот магистрален канал, поточно на каналот 37, е извршен комплетна техничка документација, каде што постоечкиот руиниран канал
е заменет наместо со отворен канал ќе биде во цевковод со пречник од ФИ 1400 и во должина од 12,5 километри. Вкупната инвестиција на овој канал е 260 милиони денари и во текот на оваа година ќе се почнат со припремни работи, така да во наредните години 2017 и 2018 година треба комплетно да се изврши негово санирање. Еден од поглавните проекти водостопанство Тиквеч моментално што го работи е да паралелно со донесувањето на вода за наводнување на лозовите насади на делот на горни и долни Дисани на Смилица во делот на Кавадарци, се прави да се доведат и 30 литри вода во секунда за општина Неготино за вода за пиење. Со донесувањето на таа количина на вода од 30 литри во општина Неготино, постојачкиот капацитет од 90 литри од Лукар и новите 30 литри што ќе дојдат од новиот систем во кој се уклучени и Кавадарци и Росоман, сега ќе го приклучиме и општина Неготино, мислам дека и водоснабдувањето во општина Неготино ќе биде задоволено во наредните не 10, око 30 години. Утре Советот на општина Кавадарци ќе одржи редовната 46-та седница. Меѓу точките на дневен ред се измените и дополнувањата на програмата за градежно земјиште и програмата за урбанистички планови. Советот на општина Кавадарци за утре ја закажа редовната 46-та седница. Според предложениот дневен ред, пред советниците се измените и дополнувањата на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2016, како и програмата за изработка на урбанистички планови. Ке се одлучува и по две одлуки од областа на урбанизмот, а пред советниците ке се најдат и измените и дополнувањата на програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Кавадарци. На утрешната седница ќе се разгледува и програмата од Сдруженијето на граѓани Пиволенд за организирање на манифестацијата Тиквешки гроздобер. Представникот на Гром за Кавадарци Панчо Минов на пресконференција го изнесе ставот на партијата дека се против измените на одлуката за инвестиции на ЈП Комуналец. Според нив не било приоритет да се реконструира водоводната и канализационата мрежа во градот, туку приоритет би требало да биде до изградбата на колекторскиот систем. Во однос на седницата на Советот го извојувам прашањето со точката на дневен ред кој што значи измена на програмата за инвестиции на Комуналец од планираните инвестиции за доградба со реконструкција на колекторскиот систем до после Марина се врши измена на истата, се враќа повторно на друга позиција за реконструкција на атмосферска водоводна и канализациона мрежа во неколку улици во градот, што не е од приоритетен развоен цел по наше убедување. Нашата програмска определува и кога конкуриравме и за градоначалник и за советници на овие локални избори беше меѓу првите приоритетни доградбата на колекторот и ние ќе реагираме и на седницата и пред седница на комисијата и во непосредна комуникација со представниците од локалната власт да знаејќи дека ова е голем проблем, загаденоста со неподнослива миризма и за населението од местна заедница Страшов Пинџур, посебно во Глишич и во Марина, да се планираната развојна цел доградба со реконструкција на колекторскиот систем испланира во овој временски период до тековната 2016 година, што мислиме дека е од големо значење и како развој на градот, а и од еколошки аспект, а посебно за интересите на овие граѓани од горе спомнатите населени места. Во случај да не се прифане ова наше застапување, пошто немам резерва, бидејќи аргументите се на ова што ние го застапуваме, ние ќе го актуализираме прашањето со намалувањето на цената на услугите за водоснабдување и за одвод на вода, за канализација, затоа што во контекст и да го информирам и граѓанството на новиот закон за утврдување на цени на водните услуги, веќе од 1 ноември стапува новата методологија на тарифите за утврдување на цени на водни услуги, каде што е обавезно да цените на водните услуги бидат регулирани од Комисијата за енергетика како регулаторно тело,
во кое што баш ова што го ние застапуваме е содржина и на законските одредби. Во цената мора да има и елементи на тековни трошкови за давателот кој што обезбедува водата, но и елементот кој што е за инвестиција, кој што би обезбедил на некој начин и квалитетна услуга, но и поднослива цена за граѓаните. Во нашиот случај, ако нема реинвестирање во случајот на доградба и реконструкција на колекторот, основаноста е на страната да обавезно треба да се оде и на намалување на цените за вода и канализација. Рачунаме дека ќе наидеме на разбирање со овие наши застапувања, дека ќе се биде поставено на дневен ред проблематиката за откупот на винското гројзе, проблемот со несклучувањето на договорите, со посебно за бело винско гројзе, како и оваа проблематика да отпочне постапката која бидејќи е околу 1 милион евра, ќе трае 2 до 3 месеца како тендерска процедура и би било крајно време да веднаш после оваа седница се истата распише и до крајот на текущата година да се реализира, а очекувам од застапувањето со винариите, на градоначалникот и на пратениците, како и од надлежното министерство, дека ќе се зголеми бројот на заклучени договори за откуп на винско, посебно бело гројзе. Во центарот на Кавадарци синоќа прегазена 80 годишна жена. 80 годишна жена настрада синоќа во центарот на Кавадарци откако во неа удри автомобил. Старицата се здобила со повреди поради што веднаш била пренесена во Кавадаречката болница. Од СВР Велес информираат дека несреќата се случила синоќа во 20 часот и 45 минути на раскрсницата од улиците 7 септември и Димката Ангелов Габерот. Автомобил марка Фиат Пунто со кавадаречки регистарски ознаки, управуван од 20 годишен кавадарчанец, удрил во пешак 80 годишна жена од Кавадарци, рече портпаролот на СВР Велес Анита Стојковска. Увид на лице место извршила екипа од полициска станица Кавадарци. Учесниците на 13-тиот интернационален фолклорен фестивал на прием кај градоначалникот на Велес Славчо Чадиев. На прием кај градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев и председателот на организациониот одбор на интернационалниот фолклорен фестивал Тома Јаневски беа представници на фолклорните ансамбли од Мексико, Турција, Романија, Бугарија, Црна Гора и Србија, за да ги пренесат првичните впечатоци од престојот во Велес и да се заблагодарат на гостопримството, граѓаните и организаторите што токму тие ја имаат привилегијата да бидат учесници на 13-тиот интернационален фолклорен фестивал во Велес. Градоначалникот Чадиев им се заблагодари на гостите што со својот фолклор и позитивна енергија овој пат докажаа дека се најмоćните амбасадори на своите земји и промотори на својата култура. Председателот на организациониот одбор Јаневски не го криеше задоволството што продолжува да се негува пријателството меѓу ансамблите и земјите од каде што доаѓаат, со нови млади играоци, но и со ветерани што се редовни учесници на овој веќе реномирани стандардизиран интернационален фолклорен фестивал. Следните динови гостите ќе имаат можност да ги посетат знаменитостите на градот, здобивајќи се со незаборавни мигови на дружење и пријателство. На крајот од вестите и прогноза за времето. Од утре следува период на стабилно и суво време со пораст на температурата. Во текот на утрешниот ден ќе се задржи сончево со мала облачност и со слаб до умерен ветер. УВ индекс 8, температура до 32 степени. Со временската прогноза го завршуваме ова издание на вестите. Секое добро со нашата програма.